Премиерот Ципрас ги побара предвремените избори 4 месеци пред крајот на неговиот мандат, откако главната опозицијска конзервативна Нова демократија ја победи владеачката левичарска партија Сириза со разлика од 9,5% на изборите за Европскиот парламент во минатиот месец. Според предлогот на владата, изборите треба да се одржат на 7 јули. Ципрас смета дека со ова ќе се избегне долготраен предизборен период пред крајот на неговиот мандат во октомври, што би можело да му наштети на економскиот напредок постигнат во последниве години. Έχουμε μπει σε έναν ενάρετο κύκλο, ο οποίος δεν πρέπει επουδενή να διαταραχθεί, διότι αυτό θα σήμαινε πως οι θυσίες και οι κόποι του ελληνικού λαού θα διακινδύνουν. Με αυτά τα δεδομένα και έχοντας πλήρη την αίσθηση αυτής της ευθύνης, σας ζητώ πως διαλυθεί η Βουλή και προκηρυχθούν εθνικές εκλογές, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο σχετικός νόμος, και την ανανέωση της λαϊκής εντολής. Во обид да ги придобија гласачите пред изборите за Европарламентот, владата ги намали даноците и ги зголеми бонусите за пензионерите. Овие потези од Европската комисија веднаш бе оценети како опасност за фискалните цели договорени со доверителите. The package is costly and does not go in the right policy direction. It undoes some elements of important past program reforms, and these new measures pose a risk to achievement of the agreed primary surplus target of 3.5% of GDP this year and beyond. 44-годишниот Ципрас влезе на грчката политичка сцена пред 6 години, ветувајќи дека ќе се бори против острите мерки за штедење, пропишани од странските доверители, во замена за финансиска помош за излез од неколкогодишната економска криза. Неговата партија Сириза веднаш по успехот на изборите во 2015 година сепак беше принудена да прифати уште еден пакет финансиска помош или во спротивно Грција ризикуваше да биде исфрлена од еврозоната. Грција во 3 одделни пакети има позајмено повеќе од 280 милијарди евра.